Во Кочани предмалку заврши маршот на ангелите. Семејствата и блиските на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс бараат независна истрага за пожарот. Во Кочани е Викторија Јованова. Викторија, кои се денешните пораки на блиските на загинатите? Така, Марија, за разлика од претходните протести, кога родителите на загинатите упатуваа пораки, јасни пораки до институциите, т.е. до обвинителството и МВР, овој пат пораки немаше пред овие институции, туку протестот помина тивко и пред самото кафуле на газдата на дискотеката Пулс, потоа пред зградата на општина Кочани, како и пред полициската станица и јавното обвинителство во Кочани. Изјавите ги дадоа во паркот на Револуцијата, од каде што почна протестот и каде што секопат и завршува. Ова е инаку пети протест, колку што знаеме, тоест и основните пораки што ги пратија од овде е да нема селективна правда. Односно, тие бараат правда која што нема да биде селективна и ќе биде праведна. Да ги слушнеме овде изјавите и пораките кои што ги кажа родителите и нивните исто така блиски. Јас од тој ден само сум, ме гледате сега, сум само физички жив, како фигура. Унатре сум мртов, луѓе, мртов. И додека скрца срцето, додека ќе бидам мртов. За судиите и обвинителите. Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секој настрадано дете. Тоа се најмалку 115 години. Градот кој што гледате е травна. И сите чекаме исход од судскиот процес. Баба. На внуче, да, од ќерка. На секој протест сте овде? Прв пат сега доаѓам, до сега не можех. Од тежината на душата не можех да дојдам. Викторија, родителите претходно ја одбија поканата за средба со премиерот, која требало да се одржи во вторник на 13 мај. Кое е нивното објаснување? Така, Марија, тие синоќа во писмено известување рекоа дека ова покана за средба е задоцнета, меѓутоа токму од овде од паркот на Револуцијата повторно упатија порака до премиерот Мицковски дека не се за тајни средби. Овде можеме да ги видиме изјавите исто така на дел од родителите. Јас поставувам прашање на министерот Тошковски кој ги уби овие ангели. Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели и исто на премиерот Мицковски. Кога ќе ми одговорат лично на тоа прашање, а не сакам тајни средби, значи еве јас јавно зборам. Јас не се плашам од никого. Јас само од Бога се плашам. Кој има човечка душа, сите ќе да разговараме отворено. Кој се плаши, се крие и тајно се состанува. Јас тајно не се состанувам. У име на парата, на митото и на корупцијата, некој што се подметувал и на недозволен начин работил, по идеја нашите невини деца пуни со енергија, пуни со ентузијазам и иднина, а некој се у име на парата на богатството, нашите деца да ги нема. Родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс велат дека најдобро е средбата со премиерот Мицковски да се одржи токму во Кочани, бидејќи има семејства кои што не можат едноставно да отидат до Скопје во самата влада и да присуствуваат на некоја средба со него. Од она што можеме да кажеме од овој пети протест е дека има и револт меѓу родителите во врска за дел на новинарскиот ЕСНАФ, кои што добивале награди или ја покажувале нивната болка поради загубата на нивните деца. Марија?
Викторија Јованова известува од маршот на ангелите во Околчани, каде семејства и блиски на загинатите побараа неселективна правда.